Слабењето за многумина значи строги диети и големи ограничувања, но наместо изгладнување потребно е постепено создавање здрави и одржливи навики. Правилната и избалансирана исхрана, квалитетните намирници доволни од внес на протеини се основата за здраво намалување на телесната тежина. Нутриционистот и фитнес тренер Марио Петровски предупредува, брзите решенија најчесто не носат долгорочен резултат. Многу луѓе кои сакаат да ослабнат веднаш започнуваат со строги диети и свалување на одреден број намирници, изгладнување, но сепак здравата диета не значи и гладување. Најдобро е правилно избалансирана исхрана, доволно внес на протеини, квалитетни намирници и благ калориски дефицит, за да немаме никаков проблем нели во понатамошно ослабнување. Покрај исхраната важна улога има и физичката активност. Не е неопходно професионално тренирање, доволно е движењето да стане дел од секојдневието. Петровски советува да не се следат диети преземени од интернет, бидејќи истиот режим не може да даде ист резултат кај секој човек. Најбитно да се прави секој план за исхрана што треба да биде прилагоден према самиот човек, а не да бараме интернет диети, затоа што секој интернет диета не може да делува исто. Не може да делува на човек од 120 кг и да делува човек кој што 60 кг, иако имат иста цел. Овој да остане 5 кг, овој да остане 60 кг. Така да најдобро е само да имаат правилна исхрана, избалансирана нормално, и тоа некој тренер или нутриционист да им го има приготвено. Првично и најбитно што треба е прво да видиме дали тој човек има некој здравствени проблем, дали има покачен крвен притисок, дали има проблем со крвна слика, дали има одреден некој здравствен проблем, за да знаеме како да идеме понатаму. Доколку нема, тоа е се полесно и полесно. Доколку има таков проблем, значително ни го отежнува процесот кој што ќе биде прилагодена план исхрана, но во превод пак таа план исхрана е прилагодена према него и да има одреден број намирници кои што му сметаат, тие ќе бидат исфрлени во истиот момент. А здравите навики според Петровски не се само прашање на возраст. Се поголем проблем е прекумерната телесна тежина и кај младите, па физичката активност и правилната исхрана треба да бидат дел од животот на сите генерации. Мој совет е: не барете брзи решенија, создадете навики кои ќе бидат одржливи на долги стази. Здравието нека ви биде приоритет, а ослабнувањето да биде резултат на здравите навики. Здравото слабење не треба да биде краткорочен режим, туку промена на животните навики.